Атентаторски акции на прво место. Жртвите нема зошто да не плашат. Рековме слобода или смрт. Сосема без жртви ништо не може да се добие. Немало да биде хумано. Ама има ли некој да е хуман кон нас? Секој ги заштитува своите интереси, та и ние треба да ги чуваме своите интереси. Васил Чакаларов. Атентатите на ВМРО, кои биле насочени кон представници на српската и бугарската власт во периодот меѓу двете светски војни, предизвикале страво почит на балканските држави кон неа, додека меѓународната јавност ја сметала организацијата како единствен фактор со кој се поистоветува екзистирањето на македонското прашање. Атентатите на ВМРО оставија траен белег во македонската историја и одбележа едно бурно време исполнето со мирис на барут, кој се закануваше да предизвика нова војна во Европа, војна заради нерешеното македонско прашање. Тајните дипломатски извештаи и преписки, како и насловните страници на европските весници, беа исполнети со пребројување на жртвите кои паѓаа покосени од атентаторите на ВМРО. Револверските истрели и бомби на ВМРО го реметеа кревкиот версајски систем на граници, кој уште еднаш неправедно и безмилосно исцрта нова поделба на македонската земја. Теророт и атентаторското дејствување на ВМРО по Првата светска војна го почувствувала земјоделската влада на чело со премиерот Александар Стамболиски. Новата политичка ориентација на бугарската власт, која била насочена кон добрососедски односи со кралството на СХС, била дочекана остро и непријателски од раководството на ВМРО. Непријателствата на почетокот се манифестирале со вербални закани и преписки помеѓу двете страни и никој во бугарското општество воопшто не се сомневал дека ќе се огласи оружениот арсенал на ВМРО. Како одминувало времето, се појасно станувало дека Бугарија ќе се претвори во арена на жестоки оружени судири, атентати и терористички акти, кои се заканувале да ја дестабилизираат државата и да ја компрометираат на меѓународен план. Поради отворените непријателства, Тодор Александров од позиција на член на Централниот комитет на ВМРО во неколку писма ги опоменал раководните функционери на бугарската земјоделска власт дека со своите постапки и пред се со надворешната политика ја предизвикуваат македонската организација да ги заштити своите интереси и интересите на македонското револуционерно движење. Бугарскиот премиер во почетокот не ги разбирал за сериозно ваквите закани и згора на тоа го засилил вооружениот сегмент на власта преку формирање на посебна така наречена портокалова гарда, која имала задача меѓу другото да ги прогонува и четите на ВМРО во Пиринска Македонија. Тоа ја прелеало чашата на трпението и Тодор Александров се огласил со првата конкретна закана против бугарскиот министер за внатрешни работи Александар Димитров, инаку со македонско потекло. Во септември 1920 година,
и го опоменувал бугарскиот функционер да не ја преследува ВМРО, која е изразител на македонските тежненија за ослободување на поробена Македонија. Со последниот дел од писмото, Александров го најавил почетокот на војната со бугарската земјоделска власт. Никој не може да ми го одземе правото да располагам со својот живот, така како што сметам дека е добро и да служам според своите сили и во согласност со своите сваќања на својата поробена татковина. Оној кој ќе се обиде да го стори тоа, убеден сум, благодарение на закрилата на провидението и на помошта на организираното македонско население, задолжително ќе си ја скрши главата. Скоро навистина се сметаше дека ВМРО е некаква си пробугарска организација и дека таа само ја координирала работата со бугарските влади. Меѓутоа, историски факт е дека сечилото на организацијата било насочено и против одредени политички партии во бугарската држава кои што не се вклопувале во плановите за дејствување на ВМРО. Така, по Првата светска војна, со оглед на тоа што начело на бугарската влада дојде Александар Стамболиски како представник на земјоделската партија. Односите на ВМРО през на Тодор Александров во голема мера се заостриле, бидејќи земјоделската влада на Стамболиски во своето политичко владење настојувала да се изближи со тогашното кралство на србите, хрватите и словенците, а тоа сближување пред се било на штета на самата организација. Всъщност, ако погледнем нещата по-широко, в международен и в общобалкански контекст, ние ще видим, че правителството на Стамболийски отчаяно се опитва да извади България от международната изолация, в която тя се намира в качеството и на победена страна в Първата световна война. На страна, която преживява нова национална катастрофа и страна, която е изцяло в враждебно външно-политическо обкръжение. В този смисъл политиката на Стамболийски от гледна точка на интересите на българската държава е прагматична. Той настоява България да забрави тази рана Македония и да се насочи към актуалните проблеми на това време. Той е първия български министър-председател, който се отказва от Македония. Той каза, заради Македония, 3 войни, 2 национални катастрофи, хиляди жертви. Ние искаме Тракия от Гърция. Затова ни трябва подкрепата на Белград. Заедно можем да ударим Гърция, т.е. затова трябва да се откажем от Македония. Той затова и в Белград казва, взехте Македония, вземете сега и македонците. В това Тодор Александров и организацията като цяло съзират предателство към ВМРО и към българските национални интереси и това е в основата на този конфликт, който започва да зрее още веднага след войната. Втората причина е, че ВМРО прави в така наречената Пиринска Македония, която е в България. Прави държава в държавата. Тя не допуска вътре български власти. Не допуска политически живот. Тоест няма партии, изборите, ВМРО определя за кой се гласува и ВМРО дори убива отделни кметове, окръжни управители в Пиринския край. Или Пиринска Македония, то се нарича Петрички окръг тогава. И няма българско правителство, което да приеме лесно положение на държава в държавата. Другото основание за този конфликт е сближението на земеделското правителство с така наречените федералисти. Всъщност към кръга на федералистите по това време принадлежат македонски дейци, които в миналото са се поставили в услуга на сръбската пропаганда в Македония. Стоян Мишев, Йоан Бабунски и така нататък. Действително маргинални дейци за македонското движение, които обаче земеделското правителство толерира и разглежда като контрапункт на организацията. Така че това е всъщност
второто поле, в което така се появява конфликта между ВМРО и Стамболийски, в частност и цялото земеделско правителство. Незадоволството уште повеќе ескалирало и со посетата на министерот Димитров на Белград и разговорите со председателот на владата на кралството на СХС Никола Пашиќ, кого ВМРО го сметала за експонент на големо српската политика кон Македонија. Тој чин ја запечатил судбината на бугарскиот министер за внатрешни работи. Организацијата му изрекла смртна пресуда, обвинувајќи го дека со своите изјави и нанел голема штета на организацијата и дека се борел против правилното решавање на македонското прашање. Затоа Димитров го зголемил своето лично обезбедување, меѓутоа Стамболиски уште не ја сваќал сериозно заканата од ВМРО и сметал дека тоа се само вербални закани и дека нема да се остварат. Спротивно на таквите негови тврдења, на 21. октомври 1921 година, атентатори на ВМРО предводени од штипскиот војвода Иван Јанев Брло и од војводата Панчо Михајлов Чавдар во близина на Ќустендил го пречекале министерското возило на Александар Димитров и со истрели на возилото го ликвидирале Димитров, го убиле неговиот возач и неколку придружници кои што во тој момент се затекнале со нив, меѓу кои што имало и неколку странци. Кога била извршена обдукција врз телото на Александар Димитров, било утврдено дека врз него било употребено и студено ладно оружје, ножеви, се со цел да се уверат атентаторите дека жртвата била ликвидирана. Веднаш по атентатот врз министерот за внатрешни работи, премиерот Стамболиски, свесен за опасноста од нови атентати, вовел војна состојба во неколку окрузи на државата, меѓу кои во Петричкиот округ. Убиството на Александар Димитров Стамболиски го пречекал и го примил многу тешко. Тој изјавил дека со ликвидацијата на Димитров му била пресечена неговата десна рака, како што се изразил символично во една прилика. Поради тоа, степенот на готовност во бугарската држава на борбените, на воените сили и на полицијата бил издигнат на едно многу високо ниво. Александар Стамболиски формирал една посебна вооружена формација, така наречена Портокалова гарда, која што била стриктно задолжена да се бори против комитските чети на ВМРО и против незините атентатори. Действително, земеделците прават опити да ограничат периметъра на действие на организацијата, да концентрират сили в Пиринска Македонија, които да парират възможността за движение на четите и така нататък. Но трябва да се каже, че като цяло те не са в състояние да, така да се каже, да пречупят организацията като цяло. ВМРО започнала со подготовки за ликвидација на Стамболиски. Од друга страна, Стамболиски со своите изјави постојано ја иритирал организацијата и го зголемувал незадоволството кон него. При посетата на Александар Стамболиски на кралството на СХС пред српските новинари во Белград на 9 ноември 1922 година дал неколку изјави кои уште повеќе компромитирале неговата положба во перцепцијата и на ВМРО, но и на целата македонска миграција во Бугарија. Еве дел од изјавите на Стамболиски. Вистина е дека ние бугарите не зборуваме за Македонија, но има и други кои што зборуваат и мислат за неа. Тоа се самите македонци. Вие барајте не од нас, но од македонците да престанат да зборуваат и мислат за Македонија. Не заборавајте дека македонците се вистинските словенски ирци, кај кои што националното сознание е силно развиено и кои што се раѓаат како борци. Направете тој народ да бидат легални граѓани на вашата држава. Ваквите изјави на Александар Стамболиски само го зацврстувале сознанието кај раководството на ВМРО дека тој е непријател на македонците и македонското прашање и дека треба да се ликвидира. Веднаш тие години во едно од окружните писма Тодор Александров од името на Централниот комитет на ВМРО му изрекол смртна казна и на бугарскиот премиер Александар Стамболиски. Нешто повече, всъщност по нареждане на Тодор Александров всъщност се пристъпва към изпълнение на
смртната присъда, която има Стамболийски, най-напред с един неуспешен атентат в Народния театър. Прв обид за атентат врз Стамболийски бил направен во февруари 1923 година за време на една театарска представа во Бугарскиот народен театар, кога во ложата бил присутен меѓу другите и Стамболийски. Во моментите додека сите ја гледале театарската представа, наеднаш од долниот дел на седиштата била изфрлена една бомба кон ложата каде бил Стамболийски. Но за негова среќа бомбата се одбила од терасата на ложата и паднала долу, при што експлодирала, но не убила никого, ниту ранила некого. Настанала една сеопшта паника. Атентаторот уште еднаш се обидел да фрли бомба, меѓутоа во услови на една панична, анархична ситуација морал да мисли како ќе се излече и да побегне од театарот. Се смета дека во тие моменти најголема присебност имал бугарскиот цар Борис III, кој што ги смирувал присутните, зашто добил и аплауз во салата за неговата ладнокрвност. По извршениот чин, додека се уште полицијата и обезбедувањето се обидувале да воспостават ред, атентаторот на ВМРО Асен Даскалов успеал низ влезната врата да се провлече без никаков проблем. Тоа укажува на можноста дека Даскалов имал помош од некои припадници на полицијата, кои веројатно биле противници на владата на Стамболийски и симпатизери и поддржувачи на ВМРО. Но и по неуспешниот атентат врз него, Александар Стамболийски ја продолжил политиката на прогон на членовите на македонските организации и пред се на ВМРО, како и на дворешната ориентација за зближување на Бугарија со кралството на СХС. Потврда на таквите напори било склучувањето на Нишката спогодба помеѓу Бугарија и кралството на СХС во март 1923 година, при што владата во Софија се обврзала да ја зголеми безбедноста на границата во делот кон Македонија и постепено да работи на растурањето на организацијската мрежа на ВМРО. Тоа уште повеќе го засилило непријателството на раководството на ВМРО кон владата на Стамболийски. Тодор Александров, од името на Централниот комитет на ВМРО до бугарскиот премиер и владата на 10 април 1923 година, упатил последно предупредување во кое ги опоменал дека ако продолжат со истата политика на прогонство на организацијата во Македонија под бугарска власт, целосно ќе ја сносат одговорноста за таквиот чин. Ваквата заканувачка содржина, бугарскиот премиер Стамболийски ја сватил како директна опасност по неговиот живот и затоа ги зголемил безбедносните мерки и по својот живот, но и во државата, особено во Пиринскиот дел на Македонија. На заседанието на бугарската влада на 7 мај 1923 година биле донесени повеќе одлуки и решенија кои биле насочени против дејствувањето на македонските организации и пред се ВМРО. Круна на ова политичка дејност на земјоделската влада на Стамболийски било подпишувањето на Нишкиот договор во март 1923 година, со кој бугарската влада се обврзала да ги распушти четите на организацијата и да го забрани нивното навлегување во Вардарскиот дел на Македонија, каде што извршувале бројни терористички акции кон војните и жандармерските единици на кралството на србите, хрватите и словенците. Најдраконската мерка била одлуката уапсените членови на македонските организации да се испратат во посебно уредени концентрациони логори, каде ќе бидат затворени се до моментот кога ќе отпочне судскиот процес против нив, нешто што требало да се уреди со посебен закон. По оваа постапка на бугарската влада станало јасно дека помирување со ВМРО воопшто ќе нема и дека македонската организација ќе чека погодна прилика да му се одмазди на Александар Стамболийски. Стамболийски почва да смята ВМРО за свој основен враг, пропускајќи, че други хора ще го свалят с преврат на 9 юни. Той се вманиячава, ВМРО ми е враг, а това каквото правят другите, той го проспива. Во Бугарија на 9 јуни 1923 година се случил насилен државен преврат, при што била сменета земјоделската влада на Стамболийски, а новата владеачка политичка номенклатура била составена од граѓански политички сили на чело со Александар Цанков како председател на владата.
Промената на власта ја подпомогнала и Војно-офицерската лига на Бугарија, а индиректно учество имала и ВМРО како македонска организација. Самата ВМРО не участва в преврата срещу правителството на 9 юни 1923 година. Тя е в готовност да отблъсне югославско нападение срещу България. Но не се стига до там. Иако подоцна Тодор Александров одрекувал дека ВМРО имала активно учество во превратот, факт е дека некои нејзини членови и чети учествувале во настаните. Но од друга страна и да се минимизира тој податок, неоспорно е дека македонската организација била задоволна што владата на Стамболиски била сменета. Се стегала обрачот околу Александар Стамболиски и неговата ликвидација била извршена по 9-јунскиот преврат во 1923 година кога бил сменет од власт. Тогаш бугарскиот премиер Стамболиски се наоѓал во неговото родно место во близина на градот Пазарџик, каде што ја слушнал веста за државниот преврат. Веднаш кон него бил упатен еден одред на новата бугарска власт, кој што имал за задача да го зароби Стамболиски и да го донесе жив во Софија. Стамболиски прво се обидел со неколкумина негови приврзаници селани да им пружи отпор на војниците и на полицијата, меѓутоа на крајот решил да се предаде сметајки дека ќе има фер судење за него во бугарската престолнина. Но до тоа не само што не дошло, туку напротив, веднаш од страна на бугарските офицери Стамболиски и неговиот брат Васил им биле предадени во рацете на казнената експедиција на ВМРО предводена од Величко Велјанов Чичето, кој што на најсвиреп начин го измачувал Стамболиски и неговиот брат за да на крај го ликвидира и ги расфрла остатоците од неговото тело на неколку места за да не може да се пронајде никогаш гробот на Александар Стамболиски. Тоа представувало еден свиреп чин, повеќе може да се каже дека е дури ладнокравно убиство отколку атентат, затоа што суровата екзекуција се случила во услови кога Стамболиски бил заробен од страна на бугарската власт. Тие ни подразно не сакале да помислат дека треба жив да го донесат. Дури има некои мислења според кои што бугарските офицери задолжени за казната му ја пресекле главата на Стамболиски и во торба му ја однеле на новиот бугарски премиер во Софија, што е еден суров инквизиторски метод. Голема е веројатноста дека новата бугарска власт со тоа сметала дека ќе ја задоволи ВМРО и ќе ја добие незината наклонетост, што во почетокот на незиното владење навистина се случувало. Всушност трябва да се каже, че именно Тодор Александров е човекът, който активно съдейства за организацията на 9-юнския преврат, координира, така да се каже, усилията на десният политически спектър в България от една страна, военните от друга страна, ВМРО от трета, които всъщност единодействат в подготовката на 9-юнския преврат. Така че всъщност може да се каже, че ВМРО е една от силите, която е най-мотивирана за участие в преврата и активно се поставя в услуга на организаторите на преврата. Не случайно, всъщност в 9-юнското правителство, което се формира, ВМРО поставя там Янко Стоенчев, който формално е член на Демократическата партия, но фактически е човек на организацията, човек, който е лично предан на Тодор Александров. Печатените медиуми во Европа, кои известувале за превратот во Бугарија, ликвидацијата на Стамболиски, директно или индиректно, и ја припишувале на ВМРО. Францускиот вестник Матен од 9 јуни 1923 година, меѓу другото, известувал: во Софија е извршен преврат од војната партија, составена пред се од македонски елементи, кои што го укоруваа Стамболиски за неговата желба да се договори со Србија.
Статијата во италијанскиот вестник Стампа од 10 јуни 1923 година известувала дека со помошта на македонските националисти на војската, минатата ноќ во 3 часот е извршен преврат и владата на Стамболиски е симната по насилен пат. Сите министри, многу пратеници и раководители на власта се уапсени. Въпросът за смъртта на Стамболийски все още има някои неизвестни около него. Неколкократно този въпрос е повдиган в българската историография. Кои убиха Стамболийски и брат му? Факт е, че тук има и участие на военните, тук има и участие на ВМРО в лицето на главорезите на Величко Велянов Чичето, бившия скопски воевода Величко Велянов. Тук има и неотговорни фактори, които общо взето участват в Деветоюнския преврат. Но в крайна сметка не са толкова важни така физическите извършители на убийството на Стамболийски, колкото обстоятелството, че всъщност за много хора в България става, включително и за ВМРО като цяло, става неудобно той да продължи да живее. Раководството на организацијата се подготвувало да ги изврши и останатите смртни пресуди, кои били изречени врз високи функционери на бугарската земјоделска власт. По Александар Стамболиски, втор по важност министер во владата на Бугарија, кој влегол во отворено непријателство со ВМРО, бил Рајко Даскалов. Раководството на ВМРО имало став дека Даскалов бил непријател на македонската кауза, уште од настаните по Првата светска војна. Организацијата не го заборавила тоа и затоа подготвувала атентат врз бугарскиот министер. На 15 декември 1922 година, во моментите додека влегувал во неговиот службен автомобил и при самото тргнување, врз Рајко Даскалов била фрлена бомба од страна на атентатори на ВМРО. Поради брзата реакција на возачот и големата брзина на автомобилот и покрај тоа што бомбата експлодирала, бугарскиот министер се спасил. Настанот се случил во близина на Народното собрание во Софија, со што ВМРО сакала да создаде впечаток дека никој во бугарската држава не бил безбеден на ниту една локација, па макар тоа било и важна државна институција. Согласно пресудата, Рајко Даскалов се осудувал од име на организацијата со казна смрт поради обвинувањата дека сакал Македонија да ја втурне во ново робство, поради ликвидацијата на кочанскиот војвода Симеон Ѓоргиев Кочански, а како најголем престап се сметало следново. И најпосле, дека Рајко Даскалов како министер и обштественик не само што се поставил во полна противречност со целата дејност на ВМРО за извојување на независноста на Македонија, но си поставил за цел да ја уништи ВМРО, да ги избие водачите и да ја остави Македонија вечно под туѓо робство, за кое што согласно правилникот и наредбите на организацијата, именуваниот Рајко Даскалов, министер од кабинетот на Стамболиски, родом од село Бела Црква, Бугарија, треба да ја понесе заслужената казна во најблиско време и во полн размер. Тогаш Стамболиски се уште бил на власт и бил жив и за да го заштити својот пријател и најдобар соработник го пратил како ополномоштен амбасадор во Прага, во тогашна Чехословачка. Веста за ликвидацијата на Стамболиски Рајко Даскалов ја слушнал во Прага и слушнал гласини дека кон него се упатиле атентатори на ВМРО кои што требало и него да го ликвидираат. Заради тоа Чехословачката служба за државна безбедност му обезбедила секојдневна заштита од двајца тајни агенти и плюс уште еден телохранител кој што бил ангажиран од самиот Рајко Даскалов. Но во август 1923 година, при една посета на поголема делегација на веќе симнатата бугарска земјоделска власт и некои негови пријатели од бугарската земјоделска партија во Прага, за прв пат попуштила внимателноста на Даскалов. Тој решил да замине и да се сретне со некои од неговите другари. Чехословачката полиција го предупредила дека му се подготвува атентат и дека треба да биде внимателен. Веќе во тие моменти во Прага бил испратен атентаторот Јордан Цицонков, роден од Штип, кој што ја чекал жртвата и ја знаел маршрутата на движењето на Даскалов.
Даскалов излегол на главната улица во центарот на Прага во придружба на двајцата тајни агенти и уште на неколку негови соработници. И во моментите кога сметал дека е одмината опасноста и дека ќе влезе во некоја од зградите каде што го чекале неговите соработници, атентаторот истрелил неколку куршуми кон него, кои што биле фатални за Даскалов и ранил некои луѓе од неговото лично обезбедување. Веднаш притрчале телохранителите и го обезоружале Јордан Цицонков. Однесен во болницата, Рајко Даскалов им подлегнал на раните, реанимацијата на докторите била неуспешна. Атентаторските истрели на ВМРО во Прага ја вознемириле чехословачката јавност. Уапсениот атентатор под име Атанас Николов се представил како студент и изјавил пред полицијата дека ја исполнил смртната пресуда што Централниот комитет на ВМРО му ја изрекла на Рајко Даскалов. Властите во Чехословачка организирале судски процес во Прага во ноември 1923 година. За потребите на одбраната на атентаторот, раководството на ВМРО го ангажирало адвокатот доктор Јан Ренер. Во постапката пред судот, Ренер во одбрана на својот клиент постојано го потенцирал фактот дека обвинетиот се однесувал согласно одлуките и решенијата на една нелегална, револуционерна организација и дека начинот требало да се гледа како на политички, а не како на криминално дело, убиство. Во прилог на тоа, Јан Ренер пред судот покажал голем број писмени докази, меѓу кои пресудата на ВМРО за Даскалов, што требало меѓу другите да биде доказ за ослободување од обвинението. Откако во судската постапка биле разгледани доказите на обвинителството и на одбраната, судот во Прага ја донел следната пресуда. Врз основа на пресудата на судските заседавачи, судот го ослободува од одговорност Атанас Николов по првите две прашања, го наоѓа виновен по третото прашање, носење оружје без дозвола, и го осудува на 48 часа затвор, кој што се смета за одлежан со претходното апсење, 20 круни казна и конфискација на револверот. Судот реши Николов да биде предаден на полицијата, согласно барањето на прокуророт, за да биде екстерниран по најсигурен пат. Меѓутоа, пред да биде пуштен на слобода, реагирале властите на кралството СКС кои што упатиле остра нота до Чехословачка и побарале нов судски процес затоа што тие го откриле вистинскиот идентитет на атентаторот и им го ги испратиле податоците на чехословачката влада. Впрочем, Цицонков бил жител на кралството на СКС, роден од Штип, а таму отишол со лажно име Атанас Николов. Откако бил откриен вистинскиот идентитет, чехословачката влада решила да организира нов судски процес во Табор, во градот Табор. Сега доказите не оделе во полза на Јордан Цицонков и покрај писмата што ги напишал Тодор Александров и покрај предупредувањата да не се мешаат во внатрешните работи, дека се работи за револуционерна организација, новото судење, новиот судски процес донел одлука според која што Цицонков се казнуван на казна затвор од 20 години. Кога му била изречена казната, тој мирно и ладнокрвно ја ислушал казната, но во келијата каде што бил затворен извршил самоубиство по само 2 одлежени години во затвор, значи некаде околу 1926 година Цицонков се самоубил. Уште со самиот чин на извршувањето на атентатот, Централниот комитет на ВМРО му оддало признание на Јордан Цицонков и во циркуларот од 15 ноември 1923 година, меѓу другото се потенцирало: Му благодариме од името на борбена Македонија и од наше име на Јордан Цицонков за извршениот долг со само пожртвување и достоинство кон поробената и распарчена татковина. За тој свој подвиг Цицонков беше награден со организациона значка за заслуга со црвено емаилирано знаме, со диплома број 138 од 18 септември 1923 година. По воспоставувањето на новата бугарска власт во јуни 1923 година, бугарското општествено мислење сметало дека ќе се намали насилството по улиците на бугарските градови и дека ВМРО конечно ќе прекине со атентаторското дејствување.
Но организацијата не мирувала. Таа се обидувала да се наметне како највлијателен фактор во бугарското општество и затоа за непријатели ги сметала сите бугарски политички сили или поединци кои повикувале на намалувањето на незината моќ. Во услови кога речиси сите представници на бугарската земјоделска партија биле ликвидирани или емигрирале во странство, дел од помалите политички партии се обидувале да го консолидираат опозициониот политички блок. Никола Генадиев од Народно-либералната партија, политичар, адвокат, поранешен министер, инаку од македонско потекло, се обидувал да се спротивстави на новата власт во Бугарија. Во тие моменти, раководството на ВМРО воопшто немало непријателски односи со Генадиев и со ништо не се најавувала евентуална ликвидација, иако уште во 1915 година Тодор Александров го заплашувал со смрт поради неговите обиди да ја приклучи Бугарија на страна на силите на Антантата, и тоа заради фактот што ВМРО ја сметал Србија за непријателска по Македонија и македонското прашање. Никола Генадиев по 9-јунскиот преврат се зафатил од позиција на адвокат да ги брани членовите на Бугарската земјоделска народна партија кои биле судени од новата бугарска власт. Тој од политичка гледна точка бил близок до политиката на бугарските земјоделци, но не претендирал да ја обедини опозицијата и да стане нејзин нов водач. Но тоа представувало повод раководството на ВМРО повторно да ги обнови непријателствата со овој бугарски политичар. Во едно писмо одговор до известната Султана Петрова, која била добар познавач на бугарските политички прилики во тоа време и пријателка на Генадиев, Тодор Александров и напишал дека овој бугарски политичар се обидувал да ја врати повторно на власт Бугарската земјоделска партија, што би представувало голема навреда и удар за македонското револуционерно движење. Ваквиот одговор на Александров значел дека ВМРО ќе се обиде по пат на атентат да го отстрани доктор Никола Генадиев од бугарскиот општествен и политички живот. Залудни биле предупредувањата на Петрова до Генадиев дека неговиот живот е во опасност ако не побегне од државата. На 30 октомври 1923 година Никола Генадиев со неколку пријатели наминал во Юнион клуб, негово омилено место за разговор и разонода со играње на неколку партии карти. Околу 20 часот и 30 минути Генадиев им се извинил на пријателите и се упатил дома, затоа што на неговата сопруга и бил роден ден. По пат го придружувал неговиот пријател Иван Гешов. Пријателите разговарале, без да предчувствуваат дека им се подготвува атентат, иако Генадиев со себе носел револвер поради предупредувањата кои претходно ги добивал од раководството на ВМРО. На аголот на улиците Шипка и Кракра, наеднаш пред бугарските политичари излегол еден човек кој испукал 6 куршуми во нивен правец, при што повеќето истрели смртно го погодиле Никола Генадиев во пределот на срцето и главата, додека Иван Гешов бил ранет во ногата. Атентаторот го фрлил револверот со кој пукал кон жртвите и побегнал кон центарот на Софија. И во воздух испукал уште 2 истрели од вториот револвер кој го поседувал. Револверските истрели на ВМРО повторно го смениле мирниот тек на настаните во главниот град на Бугарија. Бугарската влада на Александар Цанков не се ангажирала премногу за откривањето на сторителите на атентатот врз Никола Генадиев. Бугарската опозиција за истражување на целиот случај го ангажирала адвокатот Милан Грашев, но и тој набргу бил убиен на истиот начин, на улица, пошто веќе никој не преземал иницијатива за откривање на атентаторот врз Генадиев. Извршителите никогаш не биле пронајдени. Атентатот врз Никола Генадиев го организирала ВМРО, а за директни извршители биле ангажирани атентаторите на организацијата Димитар Стефанов и Димитар Ѓузданов. Известно е, че Тодор Александров на практика акушира създаването на управляващата партия след преврата на 9 юни, именно така наречения демократически сговор. Тодор Александров иска всички партии, без комунистите и без земеделците, да се слеят в една голяма партия. И тъй като не всички български политици искат да се сливат, той им изпраща четници, които да ги убедят да се слеят. Сега то като дойдат едни въоръжени брадати хора и те се сливат, къде ще ходят. А такива, които не искат, като Никола Генадиев, също роден в Македония, лидер на една от българските партии, е убит от хора на ВМРО.
И голяма част от атентатите в България в този период, 1924-1925 година, са извършени със съдействието на хора на ВМРО. По заповед на българското правителство, но те участват, убиват депутати на улиците на София, не са един и двама във всеки случай. След атентата в църквата Света Неделя в София, 1925 година, именно хората на ВМРО са използвани като екзекутори да прочистят опозицията, най-вече земеделци и комунисти. Новата бугарска власт очекувала дека ВМРО како организација ќе даде целосна поддршка, но како одминувало времето, идиличните односи се влошувале, а Тодор Александров се почесто патувал закани и до министрите на Александар Цанков дека ќе доживеат судбината на убиениот земјоделски водач Александар Стамболиски. Тодор Александров се надява, че с новото деветоюнско правителство след преврата той ще сътрудничи добре. Оказва се обаче, че и новото правителство на Александър Цанков е доста скептично към възможността на ВМРО да бъде даден така широка възможност за легална дейност, за прехвърляне на чети в Македония, в Гърция и в Сърбо-хърватско-словенското кралство. Общо взето, деветоюнското правителство се опитва бързо да се дистанцира от Александров и това го поставя в доста сложна обстановка. Поради стравот од опасноста ВМРО повторно да се наметне како единствена и моќна вооружена сила во Бугарија, председателот на владата Цанков подготвувал план за отстранување на Тодор Александров од Централниот комитет на ВМРО. Ликвидацијата на Александров била пречекана со олеснување од бугарскиот премиер Александар Цанков. По изборот на Иван Михајлов во Централниот комитет на ВМРО, за едно известно време, поради поврзаноста на Михајлов со владата на Андреј Љапчев, привремено се намалила опасноста организацијата да го насочи повторно своето оружје против представниците на бугарската власт или политичари од бугарската опозиција. Во 1926 година, значи со доаѓањето на чело на бугарската влада на Андреј Љапчев, односите на организацијата видно се подобриле, односно со оваа нова влада на Љапчев, организацијата, тогаш на чело се разбира беше новиот ЦК на ВМРО, на чело со Иван Михајлов, воспоставиле еден вид блиска соработка, бидејќи Љапчев во своето политичко владење и во односите со кралството на србите, хрватите и словенците, ја заштитувал организацијата, односно ги прикривал, а и ги охрабрувал во известни моменти незините четнички акции во Вардарскиот дел на Македонија. Соработката на организацијата со тогашната бугарска власт одела пред се не само на заедна соработка околу ликвидирањето пред се на идените противници и на бугарската власт. Се разбира, идените противници се мисли на комунистите и на сите левоориентирани припадници на бугарскиот политички живот, а исто така и ликвидирање на идените противници на организацијата, пред се на членовите и припадниците на ВМРО Обединета и на одредени федералистички струи во самата организација. Таа нивна соработка, значи меѓу организацијата и меѓу бугарската влада, одела до разминување на информации, понатаму до апсења, затварање на нивните, како се реков, идени противници, през се на противниците, идени противници на ВМРО. Понатаму нивно предавање од страна на бугарската власт, значи на членовите на организацијата, па и нивно физичко ликвидирање, па дури во одредени моменти бугарската влада ги ослободувала од затвор и оние атентатори на ВМРО, кои што при извршените
акции против или убийства на истакнати македонски дейци биле не само затворени, туку осудувани на долгогодишен затвор. Но опасноста од нови атентати на ВМРО врз представници на бугарскиот политички живот целосно не исчезнала. Една телеграма од Чекословачката амбасада во Софија до Министерството за надворешни работи во Прага од 16 октомври 1927 година покажувала дека ВМРО била спремна за нови атентати во Бугарија. Во дел од телеграмата, меѓу другото се вели: Власта продолжува да држи верни делови од војската за заштита северно од Софија под предлог дека сака да го ограничи преминувањето на емигранти. Вонредната состојба и досега е само една мртва буква. Власта нема испратено војска таму. Македонскиот комитет се заканува да ликвидира членови на власта, ако и покрај предупредувањето, владата посегне по неговите членови. Прашање е како власта ќе извршува апсења, кога целата полиција е од македонци. Енергијата на власта се подкопува од нерешителноста и колебливоста на некои министри. Сега власта презема мерки за собствена заштита. Како и да е, и покрај фактот што опасноста од атентати на ВМРО врз бугарски општественици и политичари постојано висела како дамоклов меч, бугарското општество можело привремено да здивне, затоа што терористичките акции на организацијата се насочиле во друг правец. Неутралниот дел од бугарското општество постојано апелирал атентатите да престанат, затоа што сериозно бил нарушен угледот на Бугарија на меѓународен план. Тоа од своја страна правело притисок врз бугарската влада да ја укине и растури ВМРО, бидејќи сите атентати во меѓувојниот период, на директен или индиректен начин, биле поврзани со името на оваа македонска организација. Владата во Софија се уште не била моќна да и се спротивстави на ВМРО и чекала погоден момент за тоа. Со забраната за дејствување на ВМРО и другите македонски организации во 1934 година, политичката и општествената состојба во Бугарија се смирила, а атентатите по улиците на бугарските градови станале минато. Тоа привремено го маргинализирало македонското прашање, кое во голем број случаи светското јавно мислење го поврзувало со атентаторското дејствување на ВМРО.